Разговараме со професор доктор Сашко Кедев, кардиолог и единствен македонец кој ги искачил 14 врвови на 8000 метри на 7 континенти. Добар ден, професор. Добар ден. Постојат ли паралели меѓу кардиологијата и алпинизмот како дисциплина, прецизност, ризик менеджмент? Секако постојат многу заеднички допирни точки помеѓу ризичните процедури во медицината, веќе во медицината има малку поризични и помалку ризични гранки. И секако тие што се поризични се доста слични на ризиците со кои што се соочуваме на големите височини. И тоа секако е еден од заедничките допирни точки помеѓу професијата на интервентна кардиологија и ризичните искачувања, посебно во зоната на смртта над 8000 метри. Дали има момент или експедиција што ви ја промени перцепцијата за животот, медицината или работата со пациенти? Тоа беше едно континуирано растење на некој начин, бидејќи во животот можеме да растеме ако излеземе од зоната на комфорот и ако прифаќаме ризици и ако живееме на некој начин во наводници опасно. Ако го прифатиме тој животен стил, тогаш имаме поголема можност за раст во животот. Тоа било континуиран процес, бидејќи секој врв си има своја тежина, секој врв дава одредени лекции во животот, почнувајќи од пониските врвови, најпрво сите така наречени највисоки врвови на секој континент, вклучувајќи го Еверест како највисок, и останатите над 8000 метри, останатите 13 врва, секој врв имаше своја лекција за мене. Вие сте единствен македонец кој ги искачил 14 врвови над 8000 метри на 7 континенти. Остана нешто неискачено? Значи, тие 14 врва се наоѓаат во Азија. Сите 14, значи 7 од нив се на Хималајскиот масив во Непал, 2 се во Кина, Тибет и 5 се во Пакистан. Значи, тие 14 врва сите се во Пакистан, Кина и Непал и Индија. Останатите, така наречени 7 највисоки врвови на секој континент, се поединечни врвови на секој континент. Тука спаѓа само Еверест, од овие 14 врва е дел од тие 7 самица. Ова ќе биде едно од предавањата во Филхармонија на 23 во 19 часот. Можете ли да ми кажете нешто повеќе за она што го планирате во недела? Да, во недела, значи 23 во 19 часот во големата сала на Македонската филхармонија ќе имам една презентација на сите 14 врвови над 8000 метри. Нема многу да се задржам на тие 7 самиц, значи највисоките врвови на секој континент, бидејќи повеќе пати се презентирани. Значи сега ќе биде главниот акцент на сите 14 врва над 8000 метри со посебно нагласување на овогодишните искуства на Канченчунга, која што на истокот ја викаат планината со најзначено спиритуално влијание воопшто, и второ на Гашербрум 1 во Пакистан. Значи во недела ќе имам посебно задржување на тие два врва од оваа година. Што е тоа што ве плени во истокот? Генерално има голема разлика помеѓу животниот стил, менталитетот, културата и западните цивилизации и источните цивилизации. На кратко, ако можем да сумирам, бар да јас тоа што го имам доживеано, ние се рачунаме повеќе према западот, така и сме позиционирани, не само стратешки, туку и генерално. Ние сме ориентирани малку повеќе на надвор. Значи сме ориентирани на надвор. Многу е очигледно дека истокот е фокусиран на внатре. И тоа е суштинската разлика. Кон себе. Да, кон себе, бидејќи вистината е внатре во нас. Ние сите имаме вистината, меѓутоа ние на западот некако не ја гледаме вистината и сме преокупирани со секојдневието, кое што на некој начин
не гази секојдневието. И го пропуштаме моментот. Постои единствен момент, тоа е сегашниот момент. И на Западот многу често ние го пропуштаме сегашниот момент. На Истокот, во нивната суштински менталитет, цивилизација и култура, ориентираноста на внатре. Меѓутоа, што се случува? Со тек на време имаме тенденција на прозападно влијание на Истокот, имаме се поголема, ако ја гледаме Индија и Кина, најголемите земји на Истокот, многу прифаќаат од западниот стил на живот, а од друга страна на Западот не гледам многу дека прифаќаме од источниот стил. Велите дека квалитетот на животот е поврзан со степенот на смиреност и дека секој треба да се стреми кон пронаоѓање на сопствениот пат кон вистината. Дали ова го научивте качувајќи ги врвовите? Да, тоа е точно. Според мене, квалитетот на животот е еквивалентен на нивото на смиреност која го имаме. Колку имаме поголемо ниво на смиреност и сталоженост, толку е поквалитетен животот. За жал, западниот стил на животот е многу некомпатибилен со овие принципи. И затоа мислам дека е многу важно да прифаќаме дел и од источниот менталитет на поголема смиреност. Бидејќи, јас сеќам прв пат, например, бев во Индија 2010 година, на престој, после моето искачување на Еверест 2009 година, и тогаш прочитав во една реченица суштината на менталитетот и животниот принцип во Индија. Значи, во Индија викаат дека мора да имаш чиста мисла и добро да се однесуваш према околината, за да имаш внатрешен мир и среќа. Значи, во една реченица, тоа е источниот начин на живот. Кои се најголемите лекции што планината ви ги дала, а ги применувате во болница, на работното место? Да, токму ова смиреност. Значи, токму ова смиреност ми возможува да и во мојата секојдневна работа на интервенции, кои што понекогаш се и поризични, да имам уште поголема доза на смиреност и храброст при истите. И на некој начин да ја пренесам таа доза на смиреност и храброст и на пациентот. Бидејќи нашите пациенти најчесто не се анестезирани и ние комуницираме и соработуваме и лично мислам дека тоа е најголемиот бенефит од практичен аспект што го добив со овие искуства. Освен ова предавањето во недела, која ви е следната цел? Дали имате некое ново искачување планирано? Тука би го цитирал еден од легендарните словенички алпинисти, Најц Заплотник, кој што има напишана можеби најубавата книга за планинарењето и алпинизмот, Пат, значи. И една од суштинските пораки што ја дава во таа книга е одговорот на вие што го поставивте сега. Според него, тој што има цел и оди кон таа цел и е фокусиран на таа цел, кога ќе ја постигне, осеќа голема празнина. Меѓутоа, тој што ќе го најде патот и ќе постане дел од патот кон целта, ја носи целта за секојаш во себе. Така да од овој аспект јас немам конкретна цел да искачам уште некој врв, бидејќи тие се 14 се врвови над 8000 метри, тие се 7 се нависоки на секој континент, тоа на некој начин тој животен круг ми е затворен и тој е перфектен круг. Значи кругот да е затворен, треба да е перфектен круг. Така да тој е затворен, меѓутоа па во животот има една друга работа. Никогаш не вели никогаш. Бидејќи после 2009, после Еверест, ја бев сигурен дека нема во животот да влезам во зоната на смртта над 8000 метри. Толку беше тешко за мене, посебно симнувањето од врвот, да сметав добро е што го преживеав, нема шанса во животот да одам повторно. За да после 12 години повторно влегов во тој филм. Да, велиме нели дека одењето на експедиција е како одење во војна, нели некој може да не се врати. Што е тоа што вам ве привлекува качувањето кон врвовите? Значи ова е многу добра забелешка. Токму така.
кога одиме посебно на тој така наречен summit push, на последниот обид према врвот, тоа е буквално како одење во војна. И не се Бидејќи плашите? скоро на сите од овие експедиции има некој што нема да се врати. Или некој ќе се врати па ќе добие смрзнотени, па со тешки последици. И тоа е ризикот на овие интервенции. Во однос на стравот, стравовите се клучната лимитација на човекот. Ние најчесто не го реализираме нашиот потенцијал кој што е огромен, и вашиот, и мојот, и на камерманот, на сите, ние имаме огромен потенцијал. Меѓутоа не го искористуваме од стравовите. Секој има помалку или повеќе стравови, но овие експедиции јас успеав на некој начин да се ослободувам и се ослободив од многу стравови. Тука е клучен стравот од смрт. Бидејќи стравот од смрт е на некој начин врежан во нашиот геном, во нашата генетика, и тоа е некој начин инстинкт кој што не држи. Меѓутоа во живот. Меѓутоа од една страна, а од друга страна е најголемиот ограничувачки фактор за целосно реализирање. Бидејќи според некои анализи околу 80% од луѓето имаат постигнувања во животот. 80%. Малку помалку од 20% се исполнети. Значи се исполнети во животот, бизнисмените направиле доволно пари, бизнис и така. Академските граѓани се реализирале во својата професија, значи секој од свој аспект. Меѓутоа само многу помалку од 1% од луѓето успеале да се ослободат преку собствена лична трансформација. Тоа се духовните водачи? На некој начин. Така. Да. Меѓутоа секој го има тој потенцијал. Тоа ми е поентата, дека секој човек го има тој потенцијал. И секој човек треба да работи на лично ослободување пред се од тие стравови и мора да прифаќа одредена доза на ризик во животот. Бидејќи ако не прифаќаме ризик, ние си живееме млако. Ви благодарам за гостувањето, доктор Кедев. Благодарам, више задоволство.